Со нас е Мија Костова, една од нашите најпознати инфлуенсерки и во Македонија, па и во регионот. Може слободно да кажам дека таа е жената која што менува и модни текови, и политички, и општествени текови. Мија, здраво, како се мисли, наоѓаме инаку во Штип, на Fashion Days Штип. Кои се твоите први впечатоци од првата модна ревија на Маја Кекириткова? Штубава ми спофали, како да сум, супер сум. Многу ми е драго што се случуваат вакви настани и особено ми е драго што ете баш ваков убав настан се случува во градот на модата. Штип, ова е втора година како сум дел од инфлуенсерите кои што го најавуваат настанот и многу ми е драго што сум дел од една така убава екипа на инфлуенсери. Реално, лани имаше преубав простор, годинава уште подобар, супер помина ревијата на Маја и навистина ми е многу драго што е една таква амбициозна девојка која што секогаш вади нови колекции. Мија, знаеш дека го буриме на македонската модна сцена, многу малку настани се случуваат. Што мислиш, кој е твоето видување од тој аспект? Зошто е тоа така? Па, некако не знам што да кажам, зошто е тоа така. Дали е можеби немање идеја, дали е можеби немање финанси, дали е можеби немање креативност. Поима немам, искрено да ти кажам, а стварно ми е многу жал што е тоа така, затоа што памтам убави денови кога сме се отепувале од снимање вакви модни настани и не само модни настани, уште од времето на телевизиските емисии, ама сега некако се замира, дури музика македонска нема настани во било која сфера, не само мода. Се надевам дека ќе тргнат работите кон подобро. Дали мислиш има една позната девиза дека стилот со пари не се купува, дали е навистина така? Апсолутно, потпишувам со две раце. Познавам исклучително богати луѓе кои што изгледаат ужасно и обратно. Кажи ми, кои се твоите планови поврзани за инфлуенсерството? Знаеме дека патуваш доста, гледаме прекрасни дестинации и дестинации на кои што ни посочуваш каде треба да појдеме да го поминеме нашето време и да ги потрошиме нашите пари. Која според тебе дестинација ова година ти остави најголем впечаток? Па, втор пат бев на Малдиви годинава и можам да кажам дека си поминав многу подобро од првиот пат. Ете, нека е Малдиви од годинава, ама тоа не значи дека годината сум ја завршила. Немој да ме брзаш. Имам уште неколку патувања до крајот на годината. Секако професионални и ќе почнеме со уште една многу добра дестинација со почетокот на следната година. Така што, од прилика тоа ми се плановите, работам навистина многу кампањи и многу сум среќна што стојам зад такви имиња периодов. И секако многу сум среќна и задоволна што имам толку силна и искрена блискост со публиката што ме прати. Што мислиш од оваа временска дистанца, колку инфлуенсерството и она што го зборуваш и кажуваш и го правиш во најмала рака, ти изгради денеска личност? Па мислам дека тоа е она што ме прави да бидам јас. Сметам дека сум исклучително искрена кон публиката. Мислам дека сум многу отворена кога е во прашање мојот живот, начин на функционирање и многу често ми се случува луѓето кои што ме пратат да ми пишат дека се чувствуваат како да се познаваме лично, заради тоа што веројатно го поминуваат поголемиот дел од денот со мене. Дали љубовта е она најголема движечка сила која што те движи и тебе? Апсолутно, љубов кон се нешто, не само емотивна врска или љубов кон Андрија, љубов кон тоа што го работам, затоа што без љубов нормално немаш нешто што ќе те поткрене да бидеш тоа што си. И за крај, еве можеби да една девиза за да ги инспирираме нашите гледачи, па и некоја парола која што можеби понатака би ги водела во животот, а тебе ти помогнала. Па ја мислам дека сум позната по една и сега сите си ја помислуваат кога ме гледаат, а таа е дека не може да не може. Ако се решиш да направиш нешто, буквално само тоа помисли го, дека не може да не може. Можеби ќе ти треба малку повеќе време, ама крајната цела која имаш во глава стигнуваш таму. Мија ти благодарам секогаш да ги правиш работите и што можеш и што не можеш, нема не може, значи мора да можеме да ги правиме. Така, и ти посакувам многу голем успех понатака. Фала пуно, хајп.